Почитувани ученици, добър ден! И аз съм наставник Зоран Тодоров, наставник по история и по гражданско образование. Ние продължуваме понатамо да совладуваме наставни содржини. Денеска ќе се потрудиме да совладаме наставна содржина со учениците от 7 оделение, а тоа е наставната содржина државата на Франките. Повеќе држави оставиле свој белег во средниот век. Повеќе држави успеале да создадат држави кои што ќе предизвикаат голем број на промени, како политички, така и културни во средниот век, па така една од нив е државата на Франките, која што во одреден временски период ќе стане најмоќната држава во особено Западна Европа. Еве отприлика како изгледала Европа во 6-тиот век, па се до 8-тиот век. И ако се сеќавате, кажавме дека своја држава Франките ќе формираат на територија на Северна и на Западна Галија. Тука, ќе формираат своја собствена држава, а во нив практично ќе ги претопат и бургундите, така речиси целата територија на Галија ќе влезе во состав на државата на Франките. Меѓутоа, пред да одиме со тоа, да видиме кои беа Франките и од каде се преселија. Според одредени историски податоци, старата татковина на Франките била долината на реката Рајна, овде каде што е стрелката, и оттаму се преселуваат на територија на Северна Галија. Сега, во почетниот временски период, Франките биле практично разделени на повеќе племиња за подоцна да следи нивното обединување. Сега, сакав само да знаете дека во историјата на Франките постојат две династии кои што управуваат со Франките, тоа се династијата Меровинзи и династијата Каролинзи. Тие владеат во одреден временски период, се мисли на Меровинзите, и после тоа, нив ги заменува нова династија, тоа е династијата на Каролинзи. Сега, ви кажав, дека нивна практично старата татковина била територијата по долината на реката Рајна и дека во 3 и 4 век се доселуваат во областа Галија, пак ќе повторам, особено северниот дел и западниот дел на Галија. Меѓутоа, кога тие ќе се доселат, практично биле расцепкани на повеќе племиња, а знаете дека во родовско племенското уредување на чело на племето стоеше племенски старешина, па така можеме да заклучиме дека во тој временски период практично Франките имаат поголем број на водачи. Па така, меѓу нив ќе се истакне владетелот Клодовик, кој постепено ќе ги освои останатите франкски племиња, односно на тој начин тој ќе ги обедини и практично ќе создаде една единствена држава на Франките. Исто така, тој е временски период кога да кажам, христијанството се сметало за една од водечките компоненти во Европа и практично, за да вие политички напредувате, меѓутоа и цивилизацијски, бидејќи во тоа време големите цивилизации практично биле со христијанска вероисповед, а варварските племиња биле многобожци, па така владетелот Клодовик сфатил дека доколку тие сакаат и политички и културно да напредуваат, тој мора да го прифати христијанството, па така го прифаќа христијанството, а во
во 496 година во катедралата во Ремс со помош на папата тој е крунисан за крал. Па така во овој временски период франките стануваат кралство. Гледаме едно племе кој што дојде од долината на реката Рајна, кој што беше разединето на повеќе племиња, се обедини под водство на Клодовик, го прифати Клодовик христијанството, а државата беше прогласена за кралство. Она што е исто така интересно да се спомене, дека практично прифаќањето на христијанството од страна на кралот требало да представува поттик за прифаќањето на христијанството од страна на другите народи, а тоа многу набрзо подоцна и ќе се случи. Сега, постепено, значи, тие ќе ги прошируваат своите територии, ќе одземаат дел од териториите на останатите варварски држави и државата на франките постепено ќе се шири. Треба да се напомене дека во тој временски период практично државата на франките представува една држава која што опфаќа најголем дел од територијата на Франција. После тоа, значи, државата на франките ќе се шири во зависност од тоа кој владетел, нели, се наоѓа на чело. Накратко само ќе кажем, нели, дека во одреден временски период државата почнува да слабее, па со државата почнуваат да раководат така наречени управници или мајордоми, што значи дека државата практично, нели, стагнира, не напредува, туку стагнира. Па така, меѓу сите мајордоми ќе се појави еден така поспособен мајордом, тоа бил Карло Мартел, кој набрзо, нели, ќе ги подчини останатите мајордоми и повторно ќе ја зајакне централната власт, а државата на франките ќе станат повторно респектабилна држава. Во меѓувреме ќе се појават повеќе, да кажем, значајни владетели, меѓу кои, нели, Карло Мартел, веќе го споменавме, за него е важно тоа што во 732 година овде гледате кај местото наречено Поатје, тој ги поразува арабјаните и го спречува ширењето на исламот. Ви кажав, ќе се појават повеќе владетели, меѓутоа, меѓу нив најмногу ќе се истакне владетелот Карло Велики. Самото име Велики ви кажува дека практично тој, нели, направил нешто со што, нели, го добил тој назив. Во негово време слободно може да се каже дека државата ќе биде воинствено или воено расположено. Во негово време државата ќе напредува, мислам територијално и воено, па така тој ќе започне воени походи и за време на тие воени походи тој ќе успее да освои голема територија, односно ќе успее да освои, речиси, целата територија на Западна Европа. Кои беа тие територии? Значи, почнувајќи од дел од територијата на Шпанија. Веќе територијата на денешна Франција, односно тогашна Галија, била дел од нивната матична територија, значи веќе ја поседувале. Тука била територијата на Германија, Швајцарија, Австрија, практично целата територија на Западна Европа ќе влезе под негова контрола. Тука ќе биде и територијата, особено, нели, на Апенинскиот полуостров и Северна Италија, која била раководена од лонгобардите, па така со помош на папата тој ќе успее, нели, и да ги порази лонгобардите. Значи, тоа ќе биде една навистина огромна мега држава која што, нели, тогаш тој успел да ја направи или да ја оствари.
и бидејќи станува голем и значен владетел, тој ќе сака во поглед на општественото уредување државата да ја издигне еден степен нагоре, односно да ја направи царство. Па така, во 800-та година тој е крунисан за цар. Но, треба да се напомене дека во овој временски период неговите амбиции не застанувале туку тој сакал да ја освои Византија, меѓутоа веројатно сватил дека Византија сепак представува еден навистина тешок залак, па така тој фактички се потрудил со помош на една политичка итрина тоа да го направи, па така во тој временски период Византија ќе биде раководена од царица, на кој Карло Велики ќе и понуди брак, меѓутоа тоа ќе заврши неуспешно. После неговата смрт, неговите синови ќе ја поделат државата на 3 дела. Од тие 3 дела подоцна ќе настават државите Италија, Франција и Германија. Сега, што се однесува до Карло Велики, треба да се напомене дека тој бил голем поддржувач на уметноста. Тој сакал најголемите умови, најучените луѓе од тогашниот свет да ги собере кај нив и треба да се истакне дека во тој временски период престолнина или главен град на државата на франките бил градот Ахен. Тука тој создал во својот дворец дворска академија, каде што ја поттикнувал и ја развивал културата. Бил љубител на култура, меѓутоа треба да се истакне дека тој воопшто не бил писмен, односно не знаел да чита и да пишува, а за тоа ни сведочи неговиот биограф Ајнхарт, човекот кој што го следел неговиот живот. Меѓутоа, и покрај тоа, тој како човек со природна интелигенција сватил дека образованието е клуч за напредокот на светот, затоа инвестирал и се трудел да ја поттикне и да ја развие и културата и образованието. Исто така, во негово време се изградени неколку значајни градби, како што е катедралата во Ахен, се протежирала или се исто така се давало значење и на уметноста, што значи дека можеме да видиме дека во овој временски период франките не само воено, не само политички, туку и културно напредувале. Во средниот век веќе кажавме дека улогата на црквата е голема, особено во секојдневниот живот. Луѓето биле принудени, слепо да веруваат во црквата, бидејќи такво било времето. Пак ќе кажам, тоа е временски период кога христијанството било длабоко вкоренето во секојдневниот живот. Било голема непријатност доколку, например, некој не е припадник на црквата или црквата го избрка од самата институција, тогаш тоа се сметало за еден тежок скандал, па зошто го зборувам ова, бидејќи на тој начин црквата успеала да создаде навистина голем авторитет и да ја зајакне својата улога не само религиозно, не само политички, туку и црковно. Па така, тоа ќе предизвика особено Западната црква, предводена со центар во градот Рим, толку воено-политички да зајакне, така да папите успеваа да поставуваат или да туркаат од власт владетели. Имало владетели кои што ја, например, наметнале својата власт на црквата, меѓутоа во одредени временски периоди црквата била навистина многу јака. Сега, тоа е временски период кога и Источната црква имала свое влијание преку Византиската црква и двете цркви практично се бореле кој ќе воспостави поголемо и црковно и политичко влијание над верниците во Европа.
Па така, тоа ќе предизвика судир помеѓу двете цркви, односно помеѓу источната и западната, и ќе се судрат, односно практично тоа ќе биде причина да се разделат и во 1054 година ќе се случи познатиот настан во историјата викан шизма, каде што ќе имаме поделба на црквата на два дела, на источна и на западна. Таа желба да доминираат во христијанскиот свет ќе предизвика раскол, судир, кој што пак ќе повторам, ќе заврши со поделба на двете цркви, на источна и на западна. Источните ќе се нарекуваат православни, а западните католици. Сепак, во целата оваа ситуација треба да се истакне дека западната црква успеала да наметне многу поголемо политичко влијание отколку источната црква, а колку големо било политичкото влијание не покажува што во еден временски период во 8 век црквата успеала да создаде дури и своја сопствена држава, наречена папска држава, со центар, нели, во Ватикан. Отприлика тоа е тоа што требаше да го кажеме. Се надевам дека ово што го зборувавме дека е јасно и дека успеавме, нели, да го задржиме вниманието. Се гледаме со ново видео и со нова лекција.